Да, продолжуваме со емисијата. Како што кажавме, тука во студиото имаме двајца представници на студентите, на нивните организации. Тука е Савче Ѓошева, студентски правобранител на УКИМ, како и Данило Крстовски, председател на студентското собрание на Правниот факултет. Почитувани, добро дојдовте во студио 10. Како што кажавме, вчера имаше студентски протести, студентите излегоа. Вие баравте, вчера бевте на некој начин испровоцирани од осењето на стипендиите, баравте тоа да се регулира, да почнат да се исплаќаат редовно, но секако студентите веќе подолго време имаат низа на барања кои се однесуваат пред се на студентскиот стандард, на студентскиот живот. Ќе разговараме за сето тоа. Па еве, Ѓошева, да почнеме од тоа што беше вчера, што е најново, вашиот протест. Зошто излеговте, што барате, што добивте како одговор? Најпрво благодарам за поканата. Зошто вчера излеговме, тоа беше да се покаже револтот кој се создаде поради системската неефикасност на Министерството за образование. Имено има неколку мерки кои што не засегаат нам, стипендиите, тука е студентскиот оброк и тука се ваучерите за превоз со кои што имавме проблеми. Имавме доцнење на исплати, а тоа најмногу предизвика револтот кај студентите. Сега така што моравме тоа да некој начин да го канализираме и се случи преку протест. Со тоа го вокализираме гласот и бараме решенија како овие стипендии повеќе да не доцнат и да се изнајде некакво решение за во иднина. Да, тоа е секако проблем, бидејќи од тие стипендии студентите зависат, им зависи студирањето, им зависи животот. Има многу кои не се, да речеме, од градовите во кои живеат, а каде студираат, значи веќе не се работи само за Скопје, имаме и други градови. Крстовски, добивте ли некаков одговор од надлежните, барем знаете ли сега каков е статусот? Првенствено, јас би сакал да се заблагодарам што им се овозможува простор на младите студенти и на студентските представници да зборуваат за работите кои што најмногу ги тангираат, односно тангираат оваа фокус група на студенти. Мислам дека ова е најефективниот начин да ние дојдеме до можност да го изразиме нашето незадоволство, нашиот став или да ја потикнеме свеста за определени работи. Видете, ние овој протест го организиравме со како што според тие причини кои што вие ги наведовте и може да се слушна дека изутрината беа веќе исплатени стипендиите, што мислам меѓу другото укажува на тоа дека кога студентите се сплотени, притисокот делува, да, навистина, кога студентите се сплотени, јас велам дека навистина нема кој би сакал да стапне на живци, да кажеме, на нерви, жаргонски кажано на студентите. Покажавме организиран притисок, покажавме убава организација, скромна. Видете, сепак беше испитна сесија, тоа да ги имаме предвид, дури можеби повеќе студенти ќе беа, но мислам дека успешно го изорганизиравме овој протест и имавме доста ефикасност. Од она што го слушнавме и што најчесто го ветуваат е дека нема да се повтори ова, дека ова е само еден преседан, но ние остануваме на ставот дека нема да дозволиме, дека навремено ќе реагираме во било кој однос на задоцнување на стипендиите, дали тоа било задоцнет или неисплата на студентски оброк, дали било задоцнување со исплата на меѓуградски ваучер за превоз, или пак било што кое понатаму ќе искрсне како предизвик, но мислам дека и како студентска организација вредно време е да почнеме да поттикнуваме катадневно, да ја поттикнуваме свеста и за други предизвици кои што ги има студентите, кои што мислам дека некако ги актуализираме и потоа некако ги забораваме, а тоа е, например, меѓу другото и студентските домови. Да, ќе зборуваме и за тоа, се разбира, ќе зборуваме за останатите проблеми на студентите. Сакам само уште еднаш да појасниме околу стипендиите, значи колку доцнеа сега и дали тоа се случува често? Дали имаме веќе еден шаблон на однесување или овој пат се работи сепак за преседан? Значи, секако да се работи за шаблон, бидејќи овие стипендии не доцнеа прв пат. Ова се случи претходната година, исто имавме протести лани, сега и овој пат пак имаме протест, стипендиите доцнеа оваа година 4 месеци. А ги опфаќаат студенти кои што ги чекаат овие средства и им се нужни. Опфаќаат студенти од социјалните категории и студенти со висок успех. Така што не заслужуваат студентите да чекаат толку долго и кога се изготвува вакви мерки, дали се тоа ваучери за превод, стипендии или оброк, мора да се разјаснат процесите и како оваа мерка да стигне на време и треба да има една голема искоординираност во Министерството за образование, кое што засега не ја покажуваат.
и една исто така и поголема отвореност кон нас студентите да не прашуваат какви решенија сакаме ние и што конкретно бараме. И треба со тоа и да не гледаат како интелектуални суштества како што и сме во суштина, како што доликува на едни академски граѓани. Да, но само уште да повторно да прашам, добивте ли вчера некаков официјален став од Министерството за образование во однос на вашиот протест? Добивте ли некаков одговор, било каков? Одговор може да го гледате и со тоа што се случи и исплатата. Значи гледаме дека притисокот, тоест протестот создаде притисок кој што тие некако го сватија сериозно. Но понатаму треба да се создадат услови во кои што може да имаме еден здрав диалог и услови во кои што ние ќе ги искажеме нашите барања. Да, овој дел ми е интересен што го кажува Ѓошева во однос на тоа како треба институциите или надлежните да ги третираат студентите како, ајде да речеме, како равноправен партнер или како еднаква страна во процесот, но мене ми се чини дека, и тоа не е од сега, тоа некако е како од секогаш, ми се чини дека, ајде да речеме, политичките партии, политичарите ги третираат студентите како нешто што им треба, но најдобро е да стои на страна во поглед на нивната интерферација во политиката, во тоа што на нив им пречи. Не кажувам како нужно зло, бидејќи не е така, но сепак како седите таму вие, не се бунете премногу, еве ви нешто, ви даваме стипендии, пари, оброк, бидете задоволни со тоа и не се мешајте во нашите работи. Но дали треба да биде така? Видете, апсолутно дека не треба да биде така. Јас стојам на ставот дека студентите се она подолгото копие кој ние го учиме по историските учебници. Имајќи го тоа на предвид, нормално дека секој кој што е на некоја функција или во некоја институција би сакал тоа копие да го држи што понастрана од себе. Сега, вие зборувате за тоа како ние сме вметнати во процесот, најверојатно ако добро го прецепирам моментот, како сме ние вметнати во процесот на донесување на одлуките. Точно е дека ние во некои моменти сме институционално вметнати, законски определено да во многу тела, како на универзитетот, како на факултетот, како во тела кои што се надлежни за нагледувањето на високото образование, за анализата на високото образование. Точно е дека имаме ние студентски представници, но институционалниот притисок кој што се донесува, можеме да кажеме, подлежи на тешка бирократија. Од по-абстрактен аспект, веројатно е дека студентите најгласно се слушаат кога се собираме вака. И можеби таа констатација дека со цел намерно не држат, сега можеби грубо се изразувам, со цел не држат понастрана од овој процес, бидејќи ние можеме да бидеме исклучително влијателни во тој процес и исклучително да наметнуваме некои ставови кои можеби некогаш не се во интерес на институцијата, не се во интерес на било што. А политичарите не сакаат влијанија кои не може да ги контролираат. Апсолутно. Тоа е проблемот. Тоа е секако дека тоа не им оди во прилог, но на долгорочен план инвестиција во студентите оствари ја сепак создава промени во општеството. Авангардни промени кои што подоцна се гледаат. Студентите доаѓаат со своји идеи кои што може да го променат општеството на позитивен начин. Така што не треба да го гледаат само како непријателска сила, туку треба и да извлечат што повеќе идеи од нас и да не се слушаат. И со тоа да не вклучат, на тој начин да не вклучат во процесите и во носењето на одлуки. Студентите сепак се движечка сила во општеството. Да, ово што го кажавте е интересно, бидејќи навистина студентите се секогаш таа авангарда, тој предвесник на промени, така било уште од бившата држава, уште од Југославија, секогаш студентските протести означувале некаков пресврт, означувале некакви промени, имаме и примери и во Македонија доста, неколку пати тоа се случувало, навистина е така. Затоа велат кога студентите масовно ќе го дигнат својот глас, навистина нешто не чини. Ајде да поразговараме за останатите работи кои се дел од тој студентски стандард или од она што се нарекува на некој начин
тој општествен договор помеѓу студентите и институциите, како сето тоа да функционира, тоа се, освен стипендиите, тоа е студентскиот оброк, например. Вие сте подолго време незадоволни од оброкот, прво и од неговата висина, 140 денари за еден ден, каде што навистина се направија некои измени, каде што студентите можат тие ваучери да ги трошат на повеќе продажни места, можат со нив да купат, но сепак велите дека не сте задоволни од износот, но и од тоа што мора да се искористат во тек на еден ден, колку што разбрав. Така, има повеќе пречки кај оброкот. Најпрво, ова мерка е за поздрав првенствено, бидејќи за прв пат се овозможи студентот да има оброк кој што ќе може да го искористи. Иако цената на оброкот, тоест средствата кои ни се доделени не се доволни, сепак е позитивна мерка. Сега нашиот фокус е кон тоа, кон зголемување на самите средства од 140 на повеќе, согласно инфлацијата и самиот раст на цените, но и распределба на средствата на неделно ниво. Тоа е она што сега го бараме и ова измена на законот моментално е во собраниска процедура. Ова ќе биде дефинитивно многу голема промена за студентите и на позитивно. Што значи тоа на неделно ниво, за да бидејќи за да објасниме за гледачите? Практично тоа би значило дека средствата ќе ги добиваат, ќе можат да ги трошат во текот на неделата. Нема да бидат условени да ги потрошат средствата во самиот ден, туку во целата недела. Наместо 140 динари ќе добиваат 840 динари на неделно ниво. И ќе може да се ги трошат како сакаат, кој ден како сакаат, таа недела. Ќе може да ги трошат во маркетите и во рестораните, онаму каде што се продава храна. Така што овие средства секако се наменети за оброк. Да, и имаме, значи, освен на студентскиот оброк, ги имаме ваучерите или трошоците за превоз, како се нарекуваат точно, така? Тоа е исто така проблем? Проблемот кој што настана со меѓуградскиот со ваучерот за меѓуградски превоз е во однос на неговата исплата, односно имаше сериозно зараснување во однос на таа исплата и сега доколку ги офрлим и ова што го разговаравте вие и ова што можам тука да кажам, гледаме некоја несоодветна функционалност во применувањето на овие делови кои што произлегуваат, а се нужни за студентскиот стандард. Односно во однос на студентскиот оброк би дополнил, гледаме дека на многу студенти добиваме поплака дека кога плаќаат во определени продавници, маркети, се одбиени од тие продавници. И сега тоа е проблем што треба се реши сега и веднаш. А вие моментот кога додека тоа се среди, додека се побара конкретен представник од институцијата, вие губите многу време и така тие пари на еден начин пропаѓаат во вода. Зошто се одбиваат? Не ги примаат студентските ваучери? Не се прима, значи не се наплаќа, како да кажам, не се наплатува таа сума која што треба, нели денеска има 140 денари и таа сума на еден начин не е прифатена од различна апаратче со која што тие плаќаат преку картичката. Така да во овој момент би сакале да ги воочиме по општите проблеми, а тоа е конзистентноста и функционалноста на овие донесени политики кои што Министерството ги овозможила, меѓутоа, односно државата ги овозможува во подобрување на студентскиот стандард. Мерките се добри, но едно е што е напишано и што е договорено, другото е тоа темелно да се изработи на дела. Ние не апсолутно дека мерките се добри, ние треба да продолжиме со такви мерки, но истовремено треба да го зачуваме квалитетот, доследноста и конзистентноста на тие политики, односно тие применети политики кои што произлегуваат од овие мерки. Да. Она што го спомнавме, сега одиме нели точка по точка во поглед на студентските барања на студентскиот стандард, нешто што ги мачи студентите веќе подолго време, тоа е состојбата на студентските домови. Тоа е, ајде да речеме и ние новинарите кои да речеме ја следиме проблематиката еден подолг период, можеме да се вратиме и 15 години наназад, се работи за една сага која цело време се повторува, каде што и ние и вие сите заедно ги гледаме цело време истите ветувања, истите заложби на политичарите и политичките партии, но состојбата фактички не се подобрува. Значи, стално слушаме дека ќе се реконструираат
сите студентски домови, дека ќе се направат нови студентски домови, дека студентите ќе живеат вака и така, но сепак оно што го гледаме се мувлосани простори, во никакви услови, со никакви санитарни јазли и така натаму. Така, овие студентски домови навистина се голем проблем од секогаш, не е само ова прв пат да се случува. Моментално имаме два функционални студентски домови, Стив Наумов и Гоце Делчев. Во Гоце Делчев условите се подобри, да речеме, релативно подобри. Еден дел е реконструиран на Гоце Делчев, така? Реконструирани се сите 4 блокови, се пуштени во употреба. Еве јас доаѓам конкретно од Гоце, сместена сум таму како студент. Да, условите, например, во споредба со Стив Наумов се навистина подобри. Сепак и тука постои исчекор и потреба за промена во овие услови. Додека другиот студентски дом Стив Наумов навистина има услови кои што не се соодветни на студентскиот стандард и воопшто треба да биде ставен голем акцент на тој студентски дом и треба да биде направен голем напор за да се реконструира во најбрз можен рок, бидејќи навистина студентите кои што се сместени таму поминуваат низ секакви голготи. Не само што нема добри услови, туку и самата безбедност во домот што ја нуди не е соодветна за нив. Потребна е голема волја и напор од политичарите за да се измени ова, не само ставање во нивните програми, туку и навистина напор. И сепак, пак тука ќе го напоменам да гласот на студентите треба да ги воучуваат, нивните решенија да ги слушаат, и затоа што ние може да понудиме и помош конкретно за овие проблеми со кои се случуваме. Што е со другите два студентски дома? Уште два имаше, мислиш, не Скопје, така? Да, има уште два ставен, тоест Пелагонија, кој што не е во надлежност на државниот студентски дом ДСД, бидејќи е приватен, додека останатиот студентски дом Кузман Јосифовски Питу е заклучен и тој треба да се реконструира. И беше нели ветано дека ќе се реконструира и се уште чекаме на таа реконструкција. Да. Сакавте да додадете? Да, сакав да дополнам. Знаете што е со студентските домови, со студентите? Што имаме периодична фама на грижење за студентските домови. И тоа мислам дека е еден нехуман однос кој што студентите го доживуваат од страна и на јавното мислење и од страна на гледањето во јавност. Бидејќи видете, одеднаш не имаме, како што кажав, имаме циклично. Цело време се објавува нешто, еве тече, дали имаме таков проблем, имаме проблем со цевките или со било што, како изгледа еден кревет, како изгледа јадењето, како изгледа оброкот во Пелагонија, како изгледа вака, како изгледа така. Но мислам дека тоа е само, како што викаме ние жаргонски, секоја чудо 3 дена, едноставно не гледаме конкретни политики. Во јавниот етер јас шинам се мисли дека цело време ние збориме за студентски домови и студентски домови, студентски домови. Да, ние навистина збориме за студентски домови, но не гледаме конкретни политики кои што студентски домови би ги направиле барем достоинствени за студентите кои живеат внатре. Навистина, замислете, особено ако почнеме од доброците кои што ги гледаме по социјалните мрежи, па тоа е особено, да се изразам, па и дегутантно за гледање и за разбирање дека еден студент тоа треба да опомина за да заврши факултет и за да се вработи некаде доколку се вработи. Така да мислам дека и еве и ние како организација и треба и други организации кои што се грижат за студентскиот стандард, студентските права и слично, треба навистина да почнеме поагилно, поагитативно да се бориме за студентските домови, бидејќи таа циклична фама да ја надминеме. Да почнеме многу поконкретно да се бориме, многу поконкретно да добиваме резултати и политики кои што тие студентски домови би ги направиле подоинствени во поскора иднина. Да. Исто така имаме и порано се зборуваше за измени на законот за високо образование во насока на подигнување на студентските права, ајде да речеме. Зашто се работи тука? Што барате вие да се измени во закон? Така, ние како студентска организација имавме неколку забелешки во однос на законот за високо образование и нашите забелешки ги поднесовме, иако рокот кој ни беше оставен за поднесување забелешки беше доста краток, така што нашите забелешки беа можеби по минијатурни, но сепак и останатите единици на УКИМ поднесоа своји забелешки. И мислам дека сите тука се движиме во иста насока,
тоа е дека бараме нели поголема автономија на универзитетот и на единиците, па и за самите студентски организации. Потребен е поголем исчекор и поголема автономија и флексибилност за во начинот на како што ние се организираме. Значи, тоа е не се работи за некои големи измени, колку што разбрав, што вие ги барате. Апсолутно, ние тоа што го побаравме би го дефинирали како хируршка козметика, од аспект бидејќи ние имаме многу малечок дел кој што го регулира студентското организирање, она што навистина ние можеме да го фатиме и за кој можеме да дадеме мислење. Видете се, законот е кротко напишан, јас се согласувам дека тоа е добар текст. Има многу работи внатре кои што ние не ги разбираме и не сме компетентни да дадеме мислење, освен за нашиот дел. Она кое што јас би го согледал од моето искуство, од искуството на колегите од другите факултети ширум УКИМ, е дека на определени факултети на универзитетот и пошироко од него, и пошироко од нашиот универзитет, има недоследна примена на овој закон. И нам ни е проблемот во недоследната примена, во апликативноста. Во тоа дали законот така е напишан или не е напишан е сосема во ред, туку тоа ние треба што поскоро поапликативно да го сватиме и да го примениме, за да имаме за да имаме поголем успех, резултати и исчекор. Да. Сега нешто што навистина ги тангира сите студенти, ама буквално сите, или ајде да речеме сите, тоа е менувањето или подигнувањето на партиципацијата на УКИМ, нешто што е најавено од УКИМ, нешто што предизвика доста големи бранувања во јавноста. Веднаш тука се вклучија во таа проблематика и политичките партии, имаше став и на владата за тоа прашање, бидејќи владата веднаш се прогласи за ненадлежна, дека тоа е дел од автономијата на УКИМ. Во поглед на тоа што е ставот на студентите, прво колку се бара, за колку се зборува за зголемување на партиципацијата, бидејќи немаме се уште официјално ставено на официјален предлог ставен на маса, и кој е ставот? Значи се разговара за двојно зголемување на партиципацијата или школарината. Не треба овие два поими да се користат синонимно, бидејќи се станува збор за различни поими. Најпрво можеби тоа треба да го разграничиме. Партиципација е оној дел кој што студентите го исплаќаат, додека школарина е оној дел кој што владата го исплаќа, нели, за високото образование. И ова тема со право предизвика реакции кај студентите. Колку е тоа двојно во пари? Зголемување од 200 на 400 за редовните студенти и за вонредните од 400 на 800, односно за оние во квотата со кофинансирање. Да, ова со право предизвика реакции кај студентите, бидејќи би можела да се одрази со зголемување на нивните финансиски трошоци. Студентите не треба да имаат поголеми финансиски трошоци од оние кои се сега. Всушност треба да имаме и бесплатно високо образование. Но овој предлог за сега одеше во насока, ова беше кажано и на ректорската управа, дека оди во таа насока каде што ќе се бара покачување на школарината и тој износ би бил исплатен од страна на владата, нема да се одрази на грбот на студентите. Испратен е предлог и до единиците на универзитетот, но ова е првично мислење и се работи за проверка и анализа на овие мислења. Подоцна би се формирал тој официјален предлог. Не знаеме како ќе гласи предлогот, затоа можеби се уште предизвикуван или страф и загриженост кај студентите. Да, Крстовски, во поглед на ова прашање, тука веќе се отварат и доста други прашања во поглед на квалитетот на студиите, ајде да кажеме. Имаме една состојба каде што македонските универзитети или македонското високо образование со години тоне на ранглистите, пред се на шангајската ранглиста на универзитети, каде УКИМ го снема од таму полека. И во таква една ситуација, ние сега бараме зголемување на партиципација за студентите, што е некако не од едно со друго, бидејќи доколку вие барате зголемување на партиципацијата или ајде да кажеме на паричното учество на студентите во школувањето, тогаш би требало да понудите и нешто поквалитетно, предпоставувам. Но тука ние имаме обратен процес, каде што квалитетот паѓа, а се бара зголемување на паричните средства. Мислам дека и студентите, меѓу кои јас, го истакнавме тој момент на негативен пиар
кој што би произлегал од оваа мерка, бидејќи како што и самите укажавте, ова е навистина обратно пропорционален метод. Видете, за високото образование поглобалната слика е дека и најконкретната слика е дека недостасува некоја високообразовна стратегија која што е во догледно време. Второ, цело време се бараат повеќе средства за науката и навистина треба да се бараат повеќе средства за науката, бидејќи ние Македонија е многу под скоро 40 или 50%, 50 можеби не е, но е 40% под просечното ниво во кое се инвестира во наука во однос на европскиот стандард. Што ние навистина тука не можеме да заклучиме дека станува збор за дополнителен квалитет кој што го нудат универзитетите во тој контекст. Точно е дека многу работи се променети на подобро на универзитетот, но ние тонеме ради, ја би рекол, ради овие насоки. Тоа што ние немаме поконкретни долгорочни цели кои што сакаме да ги оствариме. И знаете, кога веќе немате утврдени цели кон кои се водите, вие не знаете како да ги створите тие работи. Вие правите некои промени од ден на ден, но кои што на долг рок не сосема се стакнуваат. И мислам дека и овој момент на накачување, на зголемување на школарините и партиципациите доаѓа во време каде што ние навистина сите и студентите и раководните органи на универзитетот и Министерството за образование и наука како институција треба конечно да направиме еден, ако можеме да кажеме, еден трипартитен состанок кој што би донел некоја стратегија за во догледно време ние да го подобриме квалитетот на високото образование, да го подобриме статусот на високото образование, статусот на високо образованите лица во државата, со што ние би спречиле она вечна анатема дека младите се заминуваат од државата. Се заминуваат младите од државата бидејќи не гледат конкретна насока каде ќе бидат во државата во некое време. Мислам дека оваа катарза која што овој трипартитен состанок треба да стори треба да се води од премисла дека сите сме на еден тим. Односно дека сите треба да се бориме, сите треба заеднички да стапиме во контекст на подобрување на високото образование. Да, па тоа е пред малку што го зборувавме во поглед на тоа како ајде да речеме општеството гледа на студентите. Во поглед на квалитетот на високото образование има уште еден сегмент кој исто така порано го зборувавме, го анализиравме тука, тоа е недостатокот на студенти на универзитетите, тоа е исто така поврзано и со недостатокот на научни истражувања, имено тоа и во поглед на наставниот кадар за вас. Сега знаеме дека има ситуација каде еден професор наместо да предава во најидеални услови еден предмет, па 2, 3 или 5, предаваат и по 10 и 15 предмети еден професор, што секако влијае врз квалитетот, знаеме. Нема асистенти, како што кажав, а тоа е нешто што на вас ви е потребно не само во поглед на наставата, туку и во поглед на вашата перспектива, бидејќи знаеме дека асистентите произлегуваат од студентите. Апсолутно, и како што каже и мојот колега, потребна е голема стратегија и визија на долгорочен план, па за да се постигне нешто. Да, моментално гледаме тренд на опаѓање на бројот на запишани студенти, гледаме дека нема доволно вработување, немаме доволно асистенти, немаме доволно наставен кадар и се соочуваме со повеќе проблеми на повеќе фронтови. Овде потребна е стратегија и пак повторно влог треба и во науката и во високото образование. Ние некако и двете ги ставаме во исто купче, ама треба да се и овие треба да се разграничат, високо образование и наука. Бидејќи првото некако на првото му ставаме поголем фокус, на второто некако не издвојуваме доволно фокус, а и за двете не издвојуваме доволно средства. И така што тука потребни се многу големи влогови во самата инфраструктура и во самите научници и во самите студенти, па за да добиеме ние квалитетен производ на крајот и за да навистина да има наука. Во однос на асистенти треба да постојат можеби пофлексибилни акредитации кои што се привлечни за самите студенти да се запишуваат и после мотив за да останат и да се запишат на магистерски и на докторски студии, бидејќи тогаш и се случува науката на вистина, тие се посветуваат на истражување и со тоа најмногу допринесуваат и кон факултетот, кон универзитетот и кон државата.
поголема мотивација е потребно од страна на надлежните за да останат овие асистенти овде и за да истражуваат овде, а не за да заминат во странство. Со тоа ни требаат и соодветни студентски програми и соработка со бизнис секторот за да видиме да ги лоцираме оние дефицитарни кадри кои што најмногу не се потребни и оние места каде што треба да се случат истражувања во наука. Да, некако доаѓаме до крајот, тоа е перспективата која општеството ја нуди на студентите, а студентите се всушност она што општеството треба да биде во иднина. Па Крстовски, тогаш како гледаме на тоа? Доколку општеството, еве како што и самите вие детектиравте, има таква стратегија кон студентите, кон високото образование, кон идната интелектуална и работна елита или срж на општеството, што може да очекуваме за иднината? Видете, мислам дека студентите во овој момент најмногу знаат колку заслужуваат, а колку тоа го нема применето во јавноста. Јас, иако ние ги цело време разговаравме за проблемите, за предизвиците, како кај студентите, така и во високото образование, како и во догледната иднина на државата, јас сепак сум оптимист. Знаете зошто? Бидејќи гледам дека студентите покажуваат некој интерес, покажуваат некоја догледност и ја покажуваат желбата која ние ја викаме, а тоа е за продуцирање на јавна вредност. Мислам дека оваа функција на продуцирање на јавна вредност универзитетите некако со текот на времето ја заборавија. Некако ја стисна од себе и затоа некако се наоѓаат во тој некој да го дефинираме како ќош од процесот на донесување на одлуки. Ние треба многу јасно и многу прецизно да ги дефинираме нашите цели и идеали за нашата иднина. А веројатноста е дека да, моментално сме под голем притисок, дека навистина можеби ситуациите се такви како тука, така и широм Македонија и надвор од Македонија, пардон, но проблемот со задржувањето на младите мислам дека ќе произнесе со резултатот тоа што ние денеска го збориме и утре го правиме. Така да јас гледам оптимистично, навистина гледам оптимистично, верувам дека нам не треба една јавна катарза да се справиме со некои работи, да согледаме каде не бива, а точно е дека некаде навистина не бива, но има некои простори каде ние навистина сме способни и тоа како жедни за прогрес и за правење добро исчекор во општеството. Така да мислам дека со една добра свот анализа, со селекција на вистинските кандидати на тие позиции, јас би рекол дека апсолутно дека ние имаме како држава, како луѓе, како простор што да понудиме не само на нас, туку и на светот. За крај нека биде тогаш ова прашање кое произлегува токму од овој ваш став, тоа на некој начин и е поврзано со студентите, но поврзано и со целото општество, а тоа е прашањето на клиентелизмот. Ми се чини дека постои еден менталитет кај нас, дека сите сме на некој начин така функционираме едноставно. Сите прашуваме, а што има тука за мене? Претпоставам дека и голем дел од вашите колеги исто така размислуваат на таков начин кога ќе ги завршат студиите, веднаш гледаат што е нормално да сакаш да се вработиш, што не е спорно, но гледаат на таков начин преку политички партии, преку политички активности, па сето тоа некако, но потоа знаеме дека не продуцира баш квалитет. Значи еве да преформулирам, не вие конкретно вие двајца, туку нема да гледате да го работите она во што мислите дека сте навистина најдобри, нешто каде што ќе имате најголем професионален успех, туку само да се вработите да дојдете до плата. Како да го смениме тој начин на размислување, бидејќи од тоа потоа зависат многу процеси во општеството, се е на некој начин поврзано со тоа прашање. Апсолутно. Ова е навистина важно прашање и добро е што го поставивте. Бидејќи знаеме, еве, само да додадам дека на Западот не функционира така. Дека таму имаме еден обратен принцип на делување, каде што од универзитетите веднаш буквално се грабаат најдобрите студенти, одат во приватни компании да работат на места каде што ќе имаат најголема продуктивност. Значи имаме сосема еден обратен принцип и гледаме обратни резултати, се разбира. Од една страна ги разбирам и овие студенти, но од друга страна... не осудуваме никого, навистина тоа е... Но од друга страна,
потребно е да ги осознаеме нашите вредности во општеството и да ги формулираме и како такви да се придружуваме кон нив. Тука тоа зависи и од нашиот систем кој што моментално не е меритократски, да речем. Односно, ние немаме воспоставена меритократија, па да ги извлечеме оние најдобри студенти и да ги ставиме на позиции каде што најдобро ќе се истакнат и нешто навистина ќе се вложат во нешто и ќе направат нешто позитивно во општеството. Потребно е создавање на една подобра политичка култура која што засега ја немаме. И тоа е проблеми на овие политички партии кои што гледаат како тие да излачат за нив, додека немаат никаква идеологија и немаат никакви вредности кои што се суштински за државата и за младите, па и за сите граѓани на ово општество. Тоа не е потребно нам. Сега ние како идни генерации се надеваме дека истото ќе го оствариме. А тука е потребно и сите студенти да се вклучат во таа борба, бидејќи само со вклучување и со подигање на гласот и со искоренување на таа апатичност можеме да дојдеме до такво нешто. И треба да сме навистина свесни и да ни биде јасно што е потребно и на каде треба да се движиме ние, за да може и во иднина да останеме тука и да живееме во едно општество кое што е достоинствено и не гарантира убави услови за живота. Тоа сите сакаме да го постигнеме. Да. Крстовски, истото прашање за вас. Како за крај? Крајот го краси делото, да. Наједноставниот одговор е правната држава и правење систем каде што вие ќе го наградувате студентот да учи. Правната држава да спекне тоа дека правната држава е онаа која ги контролира правилата на игра. Сите ние сакаме да играме во играта, но не ги знаеме однапред правилата. Како се применуваат правилата? Дали за мене ќе важат вака или за некој ќе важат поинаку? Од тој аспект правната држава е многу важна за ова прашање. Вториот аспект е во фаворитизирањето. Ова е малку погруп израз, би го употребил хиерархиското наградување на студентите. Да имам јас мотивација зошто да учам за десетка. Да имам јас мотивација додам да полагам кај најтешкиот професор на факултет, на правниот факултет, ево конкретно за мене. Да имам мотивација да се запишам на најдобриот универзитет во Македонија, а да не одам на оној што е најлесен. Бидејќи ова е прашање кое ние навистина треба да го адресираме што поскоро што е можно, бидејќи во овој современ свет каде што веќе луѓе го занемаруваат овој традиционален однос кон земање на образование. Имате вие распространети академии за дали од IT секторот, дали од маркетинг секторот, да кажеме на пример, и вие со тој начин вие го ја добивате потребната вештина, го делегитимирате високото образование, а високото образование мислам дека треба конкретно да се спротивстави нова, да даде некој јасен одговор. А одговорот е во овие две прашања. Прво, како да го мотивирате студентот да учи подобро и утре да знае дека го чека подобра иднина тука, а без да бега за странство или за било која друга работа, а вториот момент треба јасно да ги дефинирате правилата на игра. Кога вие ги немате јасно дефинирано правилата на игра, се очекува. Но јас сум оптимистичен, повторам, бидејќи мислам дека новите генерации, ако генерално ги гледаме поинаку, мислам дека носат промена и дека за многу скоро време, доколку успееме овие прашања да ги адресираме благовремено и навремено, дека ќе успееме да дојдеме во една идеална ситуација за Македонија, за младите студенти и за сите вкупно. Да, добро. Ѓошева Крстовски, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Ако можам еве на крај јас да дадам една забелешка, ми се чини дека во оваа ситуација на еден општествен регрес на многу полиња, на една апатија, како што и самите констатиравме, ваквите гласови добро доаѓаат, ваквите размислувања навистина будат надеж дека постои иднина, само треба сите многу повеќе да се потрудиме да си оствариме да биде подобра. Ви благодарам уште еднаш на двајцата. Благодарам и ние. Благодарам и вам и тоа што издвоевте волкав простор за да ни се слушнат нашите гласови и како размислуваме и навистина прекрасно и можам само да кажам пуфалби. Благодарам, се разбира, студентите се секојаш добре дојдени во телевизија 24.